одиме на тема музика, нешто ново, нешто актуелно и нешто многу модерно. Можеби не кореспондира премногу со публиката која што ова утро не слуша во најголем број, ама за да ве подмладиме и за да не бидете постојано млади во духот, тука е нашиот Јосиф. Јосиф, добро утро и добре ни дојде. Поздрав до сите што не слушаат ова време. Да. Јас сум сигурна дека има и генерации 50 плюс кои што сакаат да чујат и нешто ново. Не, како не, да. Нели? Да, дефинитивно. Особено заради тоа што ти потекнуваш од семејство каде нема такви калкулации, бројки, години, не постојат, така е. Вие сте сите од клубот Forever Young или Вечно млади и кај вас се рапува и до 80-та година, така? Нормално. До крај. Честитки за новото видео, честитки за новата песна. Кога беше последен пат, јас искрено да бидам и не верував дека толку многу брзо ќе се случи нова песна, ама ти некако веројатно си во еден продуктивен период, па за кој и можеби самиот не си свесен, нели? Да, па не, ја нонстоп не сум цело време константно сум у студио и претходниот пат нели не наспан дедов, пошто правев музика у студио. А сега да не си наспан случај? Не, сега сум наспан. Вчера од 9:30, сега по кревече, Да. Денеска навигацијата малку навигацијата ме сврта, ама не провоцираше, ама па како ќе ја научеше ова област во главниот град? Јас сум рано будник у глобала, ама ова за мене беше рекорд да станам во корона. Уште си пол на нозе и се спремам за интервју. Одлично. Магичен свет е најновото видео и најновото парче музика кое ти го подаруваш на твојата публика, снимено на некои интересни локации низ нашава убава земја. Ајде малку повеќе околу тоа. Па, ова, значи, песнава која направив, искрено немав идеја што како ќе биде, немав идеја дека вака ќе искочи. Размислов и спонтано се сретнав со девојчето што е у спотот, случајно се запознавме преку заеднички пријатели. И имаше добра енергија и спомнав као, а и она не е искусно, мислам, управање спот и такви работи, спомнав као, дали саш викам да снимиме спот чајти. И она беше као, ајде, окей, може. И спакував, чекај, ја носам иначе. Може да земам? Ајде, може. Секунда. The legendary камера. Чекај. Осмица, го спакував овој bad boy. ВХС осмица. Ево, не знам што е. Знам дека од времето на моите. Иста ваква има. Иста со ова чудово. Да. Го спакував ова, земав сталак од едно другарче и се пуштив му Мавро, иначе. У Мавро е сниман цел спот, се пуштивме таму и со камерчево и буквално бевме таму 3 дена. И у моментот смислував сценарио, да, цело сценарио го смисливме таму и почнеме да се снимаме кадри со ова чудово. Да ја погледна, може? Морам да ги прашам мајка ти, татко ти да не е ова мојата камера, евентуално бидејќи јас ваква иста, со иста ташна, со исто се вака, продадов пред многу години на оглас. Да. Може би и да се тие собственици на мојата камера. Како и да ова се вистина легендарни камери. Легендарни камери кои што на времето ги имаше секој дом, секое семејство. Да. Колку уживаш истражувајќи локации интересни, истражувајќи начини како секоја наредна песна да ја донесеш поинаку? Да, искрено ова ми беше многу ми беше интересно кога снимав овој спот, па што беше така лававо и без стрес беше, буквално си отидов му Мавро, си извадив камерчето и само си шеткавме наоколу, си снимаме локации и беше многу. И ми е прв спот што е у комплетна моја изработка од снимање до видео едитирање после. Да, цел спот си го направив сам и така, да, прилично интересно беше. Да. Кажи ми, повторно ти ја потпишуваш оваа песна како автор на музика, на текст, на се останато? Да. Значи, ова е прва песна што е онака комплетно у моја изведба и од продукцијски аспект зборам. Ова е прва песна што имам извадено, што јас мислам ја испродуцирав комплетно, да. Да. Колку песни вкупно се собраа во па ова ми е пета песна, да. Да. Ова ми е пета песна на Универзум каналот што ми е. Има уште многу што треба да се извадат, да. Тие се во изработка сега. Кидам на кратко од Америка да прошетам, сега на 10 октомври. Ме покани еден пријател таму имам, што живее таму, во Нејплс, Флорида. Кидам таму со него, прошетам и да се инспирирам уште толку. И ама ќе носам и лаптопот со мене нормално и ќе пуштам од таму музика. Да. Ти дадам, што имаме време до 10 октомври, ќе ти дадам неколку мои искуства со Америка, па да ти бидат некако
тема за истражување, а можеби и таму ќе снимиш некои од сцените на следните песни. Предпоставувам дека веќе имаш во глава на која песна ќе работиш сподво. Јас све испланирав више готово, пошто таму буквално земеш телефон, било кој ќоше да застанеш, ти имаш спот што се вика. И да, ќе биде интересно, мислам, тука и за нашава публика да го види тоа, да. Колку публика имаме ние за ваква музика, кажи ми? Имаме ли доволно публика или таа публика варира? Да, па искрено, за овој тип на музика јас што го правам, не знам, сега почнам да ги навикнувам малце, пошто нели малце сме преоптоварени со музиката што доаѓа од Србија и од околу. И ја малце правам контра на тоа, да, и така, само се навикна полека публиката. Ја мислам дека добра музика и добра шоу не може да не го сакаат и само треба да им се наметне. Има трендови кои повремено земаат една голема сила и некако се доминантни, ама она што човек го работи како еден правец без разлика дали е комерцијален или не, навистина треба да се трудиш и знам дека се трудиш да го негуваш истото тоа. Во вашето семејство спомнав и пред малку, сите, и повозрастните и помладите се бават со музика. Кој ти е таму најголемиот критичар? Или има ли некој таму кој што постојано ти дава забелешки или ти дава совети како да ги работиш некои работи? Баба ми е најголем критичар, да. Секогаш кога ти дам кај него рече, ама Јосиф, оде ти фали малце поише енергија, оде вака така да. Ама и ги слушам совети, а не се... Аналитичен си ги прифаќаш тие сугестии, ги... Знам некако онака да исконтрирам, ама после тоа си седнам и си размислувам, чекај малце ствари да размислам ја дали е стварно така или не и да. Во оваа година имаше 2 или 3 песни вкупно. Во годинава која се уште трае, се уште не сме на истекот на годината. Ќе има ли до нова година уште една песна? Да, ќе се потрудам да излезам. Ова америчкава што ќе ја снимаш во Америка? Па не знам дали америчка да ќе биде, не знам дали ќе стигнам, пошто сигурно ќе сакам тоа да го направам да изгледа поинтересно. Така да си треба време нели за нешто да изгледа квалитетно, така да ќе видам. Пошто имам ја уште многу песни што можам да си ги извадам онака да. Па ќе видам, нешто ќе пуштам онака, дали со visualizer, дали со некоја кратко спот или нешто такво ќе видам. Да. Остануваш да пееш на исклучиво на македонски, така? Па сега за сега да, ама не сум затворен у тој поглед, може би на англиски нешто ќе искомбинирам, ако некој се убаци ми напише текст на шпански би пеел, што се вика, да, не сум ограничен. Кога се работи за тоа, да. За некоја добра народна си размислувал да ја обработиш во твој фазон? Не знам дали... Се гледаш во тој дух? Па не, искрено, пошто не знам дали бојата на гласот и мојот стил ќе кореспондира со тој стил на музика, да не упропастам народната музика ми. Ама јас сум сигурна дека некаков спој, некаква синтеза на две крајности ќе направиш, затоа што си ти многу се уште млад за да се ограничиш само на едно, а музичарите од секоја наредна година се охрабруваат да направат некој навистина неверојатен спој, така да ќе го очекувам и тоа и од тебе во иднина. Може да се направи некоја таква комбинација ако се склопи добар тим, пошто за таа работа си требаат и професионални музичари што се нели. Кажа на почетокот дека ова утро за разлика од минатиот пат ни дојде наспан, ама кога се случува да си буден во утринските часови, имаш ли мотивација за работа? Како ги поминуваш утрата? Тоа со музиката ми е многу спонтано, така, нема правило. Некад се случува онака буквално да станам, да отидам до студио, да се деси нешто, некад ќе отидам со денови, не можам ништо направам, така да тука нема правила, да. Нема. Ама вообичаено ги преспиваш утрата? Не, ранобудник сум у глобала. Плюс работам нели со апартмани, ги менеџирам апартмани тука со вода, така да со тоа нема баш спиење, пошто нонстоп ме дзивкаат на телефон и цело време сум ала, да, нема. 9 ми звонат, 7 се бајле ми звонат, 8 ми звонат и... Да, вие работите и малку го развивате туризмот во главниот град. Тоа е семејна една ваша убава приказна на која што јас навистина многу се радувам, бидејќи таму каде што цело семејство е вклучено во една работа, таму вистина има и успех, таму има и береќе, таму има и навистина една таква убава енергија, така да секоја чест за семејството Ристовски, каде и музиката, ама и сите овие
понуди кои што ги имате со апартманите на Booking, навистина е нешто убаво, преубаво. Фала ти за убавите зборови. Јосиф, ќе ти посакам навистина добро да се подготвиш за ова твое големо патување. Америка е предизвик голем за секој млад човек, па и не само за млад човек, за секој човек кој што не излегол од нашиот континент или не немал можност да ја искуси таа една средина малку поинаква од оваа нашата, особено Флорида, каде што е постојано лето и каде што навистина од лето и лето, да. Од лето во лето се вртиш и има таму да сретнеш луѓе од целиот свет. И верувам дека ќе се вратиш со едни убави впечатоци. А сега, ајде заеднички да го погледнеме за прв пат на Алфа телевизија, магичен свет. Нешто што верувам дека ќе ти даде предизвик за следната твоја приказна музичка да ја спакуваш уште поинтересно и уште по некој поневеројатен начин, а сите вие кои што имате осмица, како се викаше ова, хендикем, осмица, најдете ги, проверете дали функционираат. Може да си го земам во Америка, сега таму можеш да си го земеш во Америка. Јас сум не 99%, ама 100% сум сигурна дека ова беше моето камерче.